Значи треба да помножиме два броја. 6 помножено по 9. По 9. Да, што се случува со бројот 9? Го разложуваме на На трој. 3 и плюс 6. Аха, и да. по 6. Така, 3 плюс 6 и што се случува понатаму? Значи 9 е разложен, еве го 3, еве 6. Така, ги множиме со првиот множител. Значи разложеното го множиме со првиот множител во задачата и нормално добиваме потоа збир и резултатот го знаеме колку е 6 по 9 е 54. Сега ќе почнеме со решавање малку на задачи. Добро. Ајде да видиме. Ученици од 5-тите оделенија од едно училиште отишле на пошумување. Се разделиле во 3 подеднакви групи. Во секоја група имало по 18 девојчиња и по 17 момчиња. Колку ученици отишле на пошумување? Што мислите, како ќе ја решиме? Има 3 по 18 плюс 7 по 18. Плюс 3 по 17. Добро, 3 по 17 плюс 3 по 18 плюс 3 по 17. Кое својство го применивте сега? Дистрибутивното. Дистрибутивното секако така. Браво. Ајде да видиме дали е така. Ајде. Може да е. Така е. Така е. Значи колку ученици отишле на пошумување? 105. 105, добивме 105. Значи што направивме? Може да објасниме? Може секако. Да, значи еве може и вака. Само да видат Може и да не покривам. да. Значи може да. Значи девојчињата и момчињата тука ги собравме и помноживме групите се 3, така? Да. Сега. Кога ги собравме заедно, добивме ги помноживме по 3 и добивме 105. А вие ми го кажавте овој пример. Вториот начин. Значи, прво помноживте 3 групи со девојчињата, нели? 3 групи со момчињата И потоа 3 и ги збирот збир отиде на да, и дадовме збир и добивме исто. Добро? Продолжуваме понатаму. Сега овдека наставничката побара од учениците да ја пресметаат вредноста на изразот 14 плюс 16 делено на 2. Еве како ја решиле задачата Ана и Бисера. Добро. Да видиме која од нив две ја решила точно. Ајде Да размислиме малку. Ајде. Да, што ќе направиме? Ана ја решила задачата, затоа што прво треба да се подели, а потоа да се собере. Односно 14 плюс 16 поделено со 2, еднакво на 14 плюс 8, еднакво на 22. Додека Бисера Што направила Бисера? Прво ги собрала 14 и 16, а потоа ги поделила со 2 и добила погрешен резултат. Така. И заклучокот е? Заклучокот е дека Ана е во право. Да видиме. Што мислите? Ана е во право. Така, Ана е во право. Точно. Зошто? Зошто Ана го почитувала редоследот на операциите во бројните изрази кога го пресметала. А Бисера си одела како со мисли поред. Прво ова, па после прво собирање, па после делење и погрешила. Ма добро, Бисера Но Бисера ќе научи, да. научи. Значи ние и на училиште со учениците кога грешат повторно се обидуваме и така сите се грешат учиме. во Да, самички. со грешките подобро учиме. Да. А да. Да, подобро учиме. Посебно математика. Имаме уште една. Бројната вредност на изразот 18 делено на 6 плюс 3 делено на 3 е колку? Под 2, под 3, под 4. Што мислите? 18 поделено на 6 е еднакво на 3, плюс 3 делено на 3 е еднакво на 1, 3 плюс 7 е еднакво на 4. Добро, да видиме. Дали е така? Ајде да видиме. 4 е. Браво, Лина. Браво. Така е, така е. Имаме уште. Бројната вредност на изразот 5 плюс 2 По помножено со 7 минус 6 6 е е еднакво. Значи 13. 13. Да видиме. Значи што правевме? Ајде да Множевме да 2 објасним. плюс 2 по 2 по 7, тоа е 7. 14 и потоа 14 го собравме со 5, тоа е 19, минус 6 е 13. Значи, што направивме? 5 плюс
14 го помноживме минус Минус 6. И добивме 19 минус 6 еднакво на 13. Добро. Да, точно, на 13. Ајде сега малку имаме. Добро. Поинако со децимални броеви. Што ќе направиме? Бројната вредност исто е 3,7 помножено по 5 плюс 3,4 е колку? Да видиме како ќе го пресметаме се тоа. Што мислите вие? Или да ви помогнам? Не, мислиме само што ни треба да го... Ако сакате на табла ќе го решаваме. На табла, може да го Може? решаваме на табла. Ајде. 3,7 го множиме со 5. Значи 3,7 помножено со 5 плюс 3,4. Ајде. Што ќе правиме прво? Прво ќе го помножиме ова бројот. Да. Почнуваме. Да. 5 помножено по 7? 40 и 40, не? 5 помножено по 7 е 35. 5, а колку памтиме? 3. 5 по 3? 18. 15 со ова, со 3, 18. Така, 18. И едно место. 18,5 Така, плюс плюс 3,4, 27,9. ќе биде 21. 21,9. Така, 21,9. Ајде да видиме дали е така. Така е. Така е. Браво, Лина. Така е. Одлично. Продолжуваме понатаму. Мислам дека немаме време да продолжиме понатаму, дека ни заврши часот. Добро, да дадам за домашна? Ајде за домашна Тоа може. беше и последна задача. Еве, веќе. Ете, домашната задача е на страна 137 во учебникот по математика. За пето оделение. За пето оделение, да. Благодарам. Супер. Супер! Благодариме на часот. Ние Благодариме. одиме со македонски јазик Јазик, за 6 оделение.